Трогателно сведоштво на таткото на убиениот ракометар пред кривичниот суд. Да беше сега жив, мојот син попладнево ќе играше надпревар за РК Бутел, рече Игор Тот. Постојано сме на гробишта. Там одиме по 2 пати на ден. Тешко функционираме, а особено тешко му и на другиот наш син кој игра во Холандија. Тој во својство на сведок присуствуваше и беше испитан на денешното второ поред судење за убиството на неговиот син, а најави дека ќе бара оштета. Очекуваме да се дознае вистината, да видиме што било и како било. Сакаме да дознаеме дали обвинетите се виновни, а ако се виновни, тогаш сакаме соодветно да бидат казнети. Адвокатите на одбраната пак велат дека ќе се обидат да докажат дека правната квалификација на кривичното дело за кое се товарат обвинетите не е одржлива. Не може да стане збор за убиство, туку станува збор за некоја многу полесна правна квалификација и сметам дека треба да се престане со праксата да во сите предмети кои се актуелни за јавноста, на обвинетите им се ставаат многу потешки правни квалификации од она што обвинителството може да го докаже и за што поседува докази. Тројцата осомничени изразија сочувство до семејството на Тот и кажаа дека немале намера да го сторат кривичното дело. Судењето за убиството на 27-годишниот хрватски ракометар Денис Тот, кој играше за РК Бутел, почна минатата недела кога обвинетите Анџело Ѓоргиевски, Клементина Левковска и Андреј Костовски првпат влегоа во судница. Тројцата се изјаснија дека не чувствуваат вина.